Влада Јаневски е една од најголемите звезди на македонската музичка сцена, 40 години јубилеј на Макфест. Какво е чувството после толку години да се врати човек на оваа сцена? Јас сега дури кога видов овие голема бројка 40 на видео бимо сватив колку е тоа многу. Иначе времето проаѓа не приметив дека си се свртал вака прошли 40 години. И моето обивање на сцена е точно родено со првиот Макфест. Ја на првиот Макфест бев дел од групата Bon Ton, кога Дарио пееше напред, ја бев свираш во позадината, ама зачекорив на истата оваа бина и ми се услади, така да 40 години покасно ете ме пак тука. Така. Кажи ми вака, бидејќи можеш да направиш, ти си еден од ретките кој што може да направи една ретроспектива од првиот Макфест до овој денес. Колку е голема разликата? Дали еве технички, квалитет, музички расте Макфест или оди наназад или тапка во место? Дали има разлика? Не сум ја некој стручњак, ама ми се допадна тоа што Јован Јованов го изјави пред некој ден, дека главната карактеристика на Макфест, уште од времето на Троицки, па до денеска, е дека секогаш се трудел да биде во тренд. Значи тоа, чак дури ни првиот Макфест не беше стар шлагерски, југословенски фестивал, туку модерен и како што се менуваа времињата, Макфест имаше некоја среќа, памет или доблест да се менува во тек со трендот. Никогаш не се сеќавам да било која година Макфест го крстиле као старомоден, бајат или не модерен. Секогаш имало модерни лица, нови ликови, нови трендови, она што било во моментот на Балканот и во Европа музички, тоа го имало и на Макфест. Мислам дека тука тајната на овие сите 40 години, како што бил модерен пред 40 за тоа време и денеска е во духот на времето. Значи тој цајтгајст каде што на некој начин успеал да го улови моментот, да ги комбинира старите сили, искусните пејачи со новите ликови. Кај што и јас сум бил еден од новите 91-2 и ми е дадена шанса и за тоа сум благодарен. Така е. Добро, тоа беше платформа, Макфест беше платформа каде што можеа да се вадат хитови и други фестивали имавме, меѓутоа Макфест е единствениот кој што остана да трае и се уште да носи еве нови млади лица. Не имала работа. Многу фестивали почнаа завршија меѓу време, а он е единиот кој што уште трае. И пак ќе речем, тој ајншприц на млада нова крв, мислам дека е тајната. Не само изведувачите на бина, туку и раководството на Макфест се подмладува, се освежува и тие носат нови идеи, сега речеме визуелно. Макфест изгледа во склоп со било кој фестивал. Ја денеска баш кога видов тој видео бим во истата таа сала што ја памтам пред 40 години е неспоредливо, иако се друго е исто. Столиците се исти, кровот е исти, ама не е исто, затоа што дошле нови луѓе со нови идеи, со нови технолошки достигнувања и тоа е доблеста на Макфест. Дали мислите малку дека оркестарот фали во живо да свири? Секогаш е пубаво со оркестар. Мислам, ја имам полно право да кажам, затоа што јас сум единиот човек на свет, последниот човек на свет кој што пеел на Евровизија со жив оркестар. Мене по ништо не ме упамтиле во Евровизија, освен дека Влада Јаневски беше последниот пеач кој што на Евровизија настапи со оркестар. И тоа е неспоредливо. Мислам, ни еден плейбек, полуплейбек, скратена верзија не може да приде ни блиско од голем оркестар и секогаш сум за. Така. Ви благодарам многу на одвоеното време. Уште многу хитови чекаме од вас. Дај Боже, ќе се види. Ви благодарам уште.